проектот зголемување на граѓанското учество во дигиталната агенда ИЦЕДА, кој е кофинансиран од Европската унија. Моето име е Мила Јосифовна Даниловска, менаџер на програмата за општествена одговорност и човекови права онлайн во Фондација Метаморфозис, и денес ќе бидам во улога на модератор на денешнава панел дискусија на темата се што сакавте да знаете за 5G технологијата. Само мала напомена пред да започнеме. Настанот ќе се емитува и во живо преку Facebook Live алатката на Facebook профилот на ИЦЕДА мрежата, како што веќе беше најавено. Така што сите заинтересирани кои не успеа да се регистрираат во овие неколку дена за учество, секако ќе можат настанот да го проследат и во живо. Во овие час и половина ќе се потрудиме да ја доближиме суштината на 5G технологијата до граѓаните, да продискутираме малку за придобивките и послабите страни на истата, како таа влијае на нашето секојдневие, како и да одговориме на прашањата кои што вие ги поставивте во последниве неколку дена преку регистрацијскиот формулар кој што беше споделуван по социјалните мрежи и преку имејл. Пред воведување на секоја и секаква технолошка иновација, по обичај предстојат многу прашања, многу нејасноти, страф од новото и непознатото, и во јавноста се водат големи полемики околу истите. Па така исто е случајот и со воведувањето на петата генерација на технологии на мобилни, бежични телекомуникацијски мрежи, или накратко позната како 5G технологијата на нашата територија. Денеска со нас, како што беше најавено, како говорници кои што ќе говорат на темата и ќе ни помогнат да ги разјасниме недоразбирањата околу истата, ги имаме господин Бардел Јашари, директор на Фондацијата за интернет и општество Метаморфозис, со над 15 годишно искуство во информацијските и комуникацијски технологии и воедно член на Националниот совет на информатичко општество на Република Северна Македонија. Понатаму, мислам дека ни се придружи, бидејќи ни најави дека ќе доцни, подоцна ќе ни се придружи и господин доктор Борис Арсов, раководител на секторот за телекомуникации при Агенција за електронски комуникации, како еден од македонските експерти кои што се директно вклучени во процесот на спроведување на 5G технологијата и со над 22 годишно работно искуство зад себе во областа на телекомуникациите. Понатаму, како представник од Македонски телеком, денеска со нас го имаме господин Васко Најков, директор на секторот за пристапни мрежи во Македонски телеком. Како што повеќето од вас знаат, Македонски телеком е водечки национален телекомуникацијски оператор, кој во изминатите 2 децении успеа од традиционален телекомуникацијски оператор успешно да се изгради и да се позиционира во компанија која ја предводи дигитализацијата на општеството и креира одржливи вредности за сите. И секако со нас го имаме доктор Томислав Шуминовски, доцент на Факултетот за електротехника и информатиски технологии, или накратко ФЕИТ, кој што има докторирано на темата напредни механизми за квалитет на сервис во 5G мрежи. Доктор Томислав Шуминовски е исто така и виш член на Институтот за електротехника и електронски инженери, што е професионална асоциација со седиште во Соединетите Американски држави, и е исто така и член на иницијатива за сајбер и корпоративна безбедност и кризен менеджмент. Мала напомена, бидејќи имаме час и 15 на минути, настанот ќе биде во форма на панел дискусија и ќе биде една сесија, каде што ќе дискутираме со говорниците кои што пред малку ги споменав, со прашањата кои што беа соберени претходно од учесниците кои што се регистрираа за учество. Меѓутоа и понатаму останува опцијата вашите прашања да ги поставите на Zoom четот или за тие што не следат преку Facebook Live алатката во полето на коментари. Ние ќе се потрудиме да добиете одговор на сите, секако во рамки на времето што го имаме одредено за оваа дискусија, како и во рамки на експертизата која што сега ја имаме моментално на располагање
од страна на говорниците. Добар ден на сите што моментално ни се придружија и може да започнеме. Ќе започнеме со тоа што јас ќе ги прочитам прашањата, ќе ги поставам прашањата што ги читавме и секој кој како одговорник се чувствува компетентен да одговори на прашањето, ве молам само вклучете го вашиот микрофон. Едно од најчестите прашања кои ги добивме беше кои се придобивките од користењето на 5G мрежата, а кои се слабостите од истата. Васко, мислам дека вие го вклучите микрофонот, дали тоа значи дека сакате да ни помогнете да ги разјасниме овие недоумици? Во секој случај, мислам ќе го оставам вклучен микрофонот за било кои прашање за понатака. Така да генерално не е проблем за тој начин. Ја би сакала генерално да се наврата малце кон користењето на 5G технологијата, како петата генерација на мобилни мрежи, дека е некој, да кажеме, што е еволутивен процес кој како продолжеток на постојната 4G технологија, со која што генерално се оди еден исчекор понапред, со кој што ќе сакаме ние фактички да возможиме дополнително аплицирање на техничките можности од сегашното користење на едноставно само на телефонските мобилни апарати и така наречени смарт уреди на многу поширока палета на технолошки уреди кои ќе возможат поврзување како на физичкиот, дигиталниот и биолошкиот свет во еден голем екосистем и интеграција која што ќе обстојува со цел на дополнителни придобивки на целото општество. 5G технологијата како таква ќе придонесе забрзување на целиот процес на дигитализацијата во нашето целокупно окружување, ќе придонесе во развојот на општеството не само ограничувајќи се на одредени сегменти, туку генерално мислам во целата клетка на нашиот екосистем. Тоа е главната разлика и главната, да кажеме, што е дистинкција во однос на 4G технологијата, каде што сакаме ние да направиме едно интегриран пристап во целото наше окружување и да биде основна подлога за воведување на најнапредните технологии во оптимизацијата на процесите, особено во делот на автоматизацијата, роботиката, вештачката интелигенција, воведување на стандардот на интернет на нештата во секоја една клетка, како во бизнисот, во општеството, во домакинствата и генерално мислам дека ќе биде за како генерална придобивка на целото општество. Македонски телеком како лидер во технологијата во државава секако има огромен фокус во ова, стојат овие работи сите наведени во нашите стратешки планови и секако нормално дека еден огромен фокус е даден на самото оваа технологија, не само на имплементација, туку и на развивање на соодветните сервиси кои што одат заедно со нејзин. Така, ви благодарам многу, Васко. Може да се надоврзам. Да, повелете. Благодарам уште за поканата на ваква панел дискусија, навистина сум почестен и покрај вакво друштво кои што доаѓаат и од регулатори, од оператори, и од еминентни научници. Вистина поздрав до сите и до сите оние што ме следат. Би се надоврзал на господинот Васко Најков. Ето, навистина убаво и кратко образложи тоа што е за 5G. Јас би сакал од академска средина да доаѓам од ФЕИТ, од конкретно од Институтот за телекомуникации и како потесна експертиза би се мобилните бежични и широкопојасни технологии, би спомнал дека ITU уште, значи ITU International Telecommunication Union или меѓународната телекомуникацијска унија која што е врно тело во светот на телекомуникациите, во донесување стандарди, регулативи, донесување на како треба да се движи развојот, не само на мобилната, туку и на фиксните телекомуникацијски мрежи, има дефинирано 3 стожери или кориснички сценарија во кои ќе се движат
и истите се првенствено 5G беше лансирано дека ќе донесе поголеми битски брзини, тоа битски брзини кои што беа теоретски кажано дека ќе се од 10 гигабити во секунда до 50 гигабити во секунда. Само за споредба сега со оваа технологија која што имаме денес, се стигнува некаде до 200 или 300 теоретски мегабити во секунда, па може да замислите со колкава битски брзини би требало на 5G кој што треба да дојде да го имаме, но со таа битска брзина не значи ништо доколку немаме сервиси за истите. И јас би ги категоризирал според ITU сервисите во три дела. Првите се дели Enhanced Mobile Broadband или широкопојасни мобилен интернет, сервиси кои што бараат големи битски брзини, како сервиси кои што поддржуваат телевизија со висока резолуција. Ево сега е европското, па сакаме сите да гледаме со висока резолуција, не да кочи или да немаме добра снимка, нели тоа нервира. И не само за тоа, туку за следење на YouTube, следење на овакви онлайн настани, следење на настава, следење на низа на виртуелни настани во кои што се бара широк опсег и високи битски брзини, кои што се незамисливи во претходните генерации на мобилни мрежи, како и 3D видео, ultra high definition screens, augmented reality и така натаму. Вториот стожер е ultra reliable and low latency communication, или во превод, сега ќе спорувам малку за сите да ме разберат, бидејќи аудиториумот е широк, нема да навлегувам во Да, ако може, се извинувам што ве прекинувам, ако може само, бидејќи публиката, како што веќе кажавте, е доста широка, тука имаме од граѓани. Да, ако може на по-нестручен начин. Имаме сервиси кои што се многу доверливи и со многу ниско доцнење, кое што е важно, например, во управување со возила. Ето имаме Tesla Car, кој што може и само да се управува, кој што ќе одбегнува незгоди, и тоа е само еден од овој тип на сервиси. Друг тип се mission critical или критични сервиси кои што би се активирале во време на земјотреси, во време на поплави, во време на катаклизми и така натаму. И тука спаѓа тоа на индустријска автоматизација што беше спомната од господинот Најков за тоа индустрија 4.0, во која што автоматските процеси би требало со помош на интернет на нешто да се поврзат и целата таа индустрија полесно да биде управувана, што е и тренд и во Европа и во светот. И тоа е можеби за мене најглавното зашто се брза да се имплементира 5G, за да помогне во таа автоматизација. Последниот тип е машински тип на комуникација, во која што имаме, почнувајќи од smart homes или паметни домови, паметни лаборатории, па се до паметни згради, улици, градови и целокупна инфраструктура. Почнувајќи од обично улично осветлување до паркинг места, и мислам дека со тоа би се намалило и загадувањето и би се помогнало да имаме онакви еден удобен и квалитетен живот кој што сонуваме дека ќе имаме. Така да тоа е она што би го заокружил околу ова, и секако понатаму би оставил простор и другите да кажам нешто. Вака глобална слика колку да се добие за 5G, ако е многу, придобивките се огромни, би ги споредил и со 4G кој што тековно ја користиме, значи некаде десетици до 100 пати се тие параметри како битска брзина, доцнење, густина на уреди на едно место што може да бидат поддржано, и се едно многу повисоко ниво на квалитет на услуга, на сите услуги што ги користиме денес како апликации и сервиси, и нови кои што треба да дојдат, а се уште ги немаме. Така. Така ви благодарам. Дали може би сакале да се надоврзат на прашањето кои се придобивките од користењето на 5G, а кои се и слабостите од истата? Може би господин Јашари или господин... Да, може. Ме слушате или ме гледате? Да.
дека јас едно време ви изгубив. Една од придобивките од 5G ќе биде дека нема вака врската и интернетот да биде слаб. Точно така. Така што можеби ќе се повторам, не слушнав што рекоа претходните колеги. Знам дека прашањето беше за придобивките но и ако се повторам, мислам дека тоа само ќе придонесе и ќе нагласи колку се важни тие работи што ги спомнуваме како придобивки за 5G. Како што рече Мила, тоа е нова генерација на мобилна мрежа која полека очекуваме, а може би побрзо, не знаеме се, тоа е се релативно дека ќе ја замени сегашната 4G мрежа. Се нарекува 5G затоа што се работи за петта генерација на мобилна мрежа и за мене некоја неизбежна фаза во технолошкиот развој и на човештвото, и на технологијата и на човештвото воопшто. И веќе многу развиени земји во светот во голема мера почна со инсталирање инфраструктура за 5G, но за сега и во светот и кај нас уште на некој начин доминираат мрежите, инфраструктурата за 4G мрежата. Кои се предностите? Пред се тоа што на сите ни значи е брзината и тоа за преземање и поставување податоци, филмови, фотографии, документи и така натака, ќе се зголеми таа брзина неверојатно многу. Ова мрежа ќе биде до некој вика 20 пати побрза од мрежата што ја користиме денес. Например, ако денес преземете филм од интернет за 6 до 15 минути, понекогаш дури и подолго, со 5G истиот филм ќе може да го преземем за само 3 до 5 секунди. Но брзината не е единственото подобрување, тоа е малку потехнички термин кој се вика latency или латенција или време на доцнење. Тоа е времето всушност што им е потребно на уредите да комуницираат меѓу себе и со мрежата во која што се наоѓаат, или за да се разбере полесно, тоа е времето што изминува од времето кога нашиот уред му се дава некаков налог за извршување, се до моментот кога тој налог ќе се реализира. И ова време на доцнење ќе биде драстично намалено, дури 10 пати помало од 4G мрежата, и тоа ќе овозможи вршење на далечински дејства во реално време и ќе дава чувство дека работите се случуваат моментално. Тоа значи, например, дека ќе може да се контролираат машини, уреди во некоја фабрика која е на другата страна на светот, да се вршат хируршки операции во кои лекарот може да интервенира на пациентот кој е далеку, па дури во друг континент, и тоа со помош на прецизни инструменти, управувани од далечина, или целосна контрола на системи за далечински транспорт, автоматизирани и без возач и така натака. И овие примери не се научна фантастика или нешто што очекуваме дека ќе се случи. Тоа веќе се случува, полека верувам дека ќе станат нормална работа. Друга предност е дека со 5G ќе се овозможи да се поврзат повеќе уреди истовремено, а тоа подразбира дека сите уреди и опрема што сега ние ги користиме дома, почнувајќи од компјутери, телевизори, па се до фрижидери и така натака, ќе може да се поврзат во една мрежа и да комуницираат и едни со други и преку мрежа со други уреди и со други сервиси. И како резултат на сите овие предности што ги спомнав и некои примери што ги дадов, очекувам дека кога 5G ќе стане многу поприсутна и подостапна за сите, очекувам дека ќе се развиваат уште многу повеќе сервиси и уреди и услуги што сега можеби не може да ги замислуваме, но тоа драстично ќе го смени начинот на работа, на живење и така натака. Само во овој контекст да го спомнем и тој Internet of Things или интернетот, не знам како, интернет на нештата, не знам како да се го преведам тоа. Тоа ќе стане реалност, токму заради тоа што сите работи може да се поврзат. И тоа не само што ќе ги смени нашите животи, туку индустријата и бизнисот и друго. Така, за мене ова е неизбежна реалност, не е нешто што е сценарио на некоја утописка или дистописка иднина како сакаме, туку полека тоа се случува. Точно така. Ви благодарам многу, Барбара. Со нас го имаме и господин Борис Арсов од Агенција за електронски комуникации.
Добре, дојдовте. Вие малку подоцна ни се придружите. Не знам дали Благодарам. успеавте. Јас Да. се извинувам за моето доцнење. Нема проблем. Ви благодарам на поканата и учество во една ваква стручна и корисна дебата и конференција. Така, ви благодарам. Не знам колку успеавте да ги проследите вашите предходници. Дали може би имате нешто да додадете или да продолжиме со прашањата, па ќе се надоврзате? Добро, само се согласувам во целост со сите соговорници дека 5G технологијата е технолошки развој и неминовен чин во напредокот на технологијата во секој сегмент, во она што го кажа и колегата Барди. Ние од наш аспект, од делот на регулативата, само би додал дека ги следиме сите техничко-технолошки напредоци во светот. Како АЕК сме членки во, како што кажа и професорот, во ITU, значи во Светската телекомуникацијска организација, во БЕРЕК. И рамо до рамо можам да кажам дека Македонија во овој поглед може да се носи со европските земји и светските земји. Па бидејќи моите претходни соговорници веќе кажаа доста работи, јас само толку би додал дека ние како регулатор сето тоа го следиме и активно ги поддржуваме сите чинители во ова, така да кажеме, технолошка приказна и научно го следиме целиот тек на настаните и технички и практично се со цел корисниците на целата ова на бежични мобилни услуги да можат да добијат по квалитетни услуги и да ги искористат истите за она што им е потребно. Така, ви благодарам многу, господин Борис Арсов. Тоа што граѓаните исто така сакаат да дознаате која е разликата, значи ако може на многу едноставен начин да ни објасните, која е разликата помеѓу претходните генерации на мобилните технологии, моментално користиме 4G, како што веќе напоминавте, во споредба со 5G. И исто така, дали може да прокоментирате што следи после 5G и кои се технологиите кои ќе преовладуваат во новата генерација бежични мобилни системи? Кој сака ајде, или јас може. Слободно. Во ред, ево. Значи, генерацијата само кажува една декада, една 10 години од развој и всушност тоа е еден пресек каде што престанува едно истражување, продолжува друго, меѓутоа истражувањето е континуелно и нема прекин. Исто како што интернетот што се појави во 90-тите и се во интернетот немаме нови генерации, но постојано имаме нови стандарди, нови апликации, нови верзии на веб, теколно е веб 3.0 и така натаму, и никој не зборува за генерациите таму, овде по мобилните се потенцирани од проста причина што инженерите сакаме да ни е се подредено и да кажеме сега до тука е 5G, од тука е 6G и така натаму. Во 80-тите, значи, почнато со 1G, таа не стигна кај нас во Македонија да се имплементира. Во тогашен Мобимак 1996 беше имплементиран GSM-от како 2G, потоа со 2,5G се продолжи, со 3G и така натаму до денес. И првата технологија овозможуваше аналоген пренос само да може да се јавите и толку. Немаше ни SMS, ни интернет, значи нула битска брзина, зашто немаше во тој момент ни интернет. Че што се појавија тие, секако претходно постоја радиокомуникациите, постоја фиксните комуникации, така натаму, да не зборувам за телеграфот. Во тој момент се појави нешто што беше налик на 1G, 2G се појави од 1990 до 2000-та година, па 3G, кој што имавме UMTS
тоа вистина страшно стабилна мрежа во 2G, значи почнаме повеќе да користиме SMS-и и пак говор, меѓутоа беше оскудна со 2,5G со интернет. Значи, едноставно ретко кои корисници може да си дозволат тоа и бидејќи телекомуникациите секогаш биле потреба, не луксус, се тежнееше и се уште се тежне тие да се достапни за сите луѓе не само кај нас, туку и секаде, бидејќи тоа е неопходна суштинска потреба луѓето да комуницираат, така да не е елитно нешто кое што треба некој да го има, некој не. И затоа денес доаѓаме до нај момент со цените и со перформансите кои што ги имаме. Во 3G почна, значи некаде до 20-30 мегабити во секунда даунлод, значи да има првиот, да речеме, некаков широко појасен за тоа време интернет во 3G се јавува и можно со сите веб сервиси што ги користиме на лаптоп, на десктоп да ги имаме и на мобилен, и веќе во 4G она што го имаме сега, се она што го имаме на лаптоп со помали, да речеме, квалитети на услуга, некаде помали, некаде и рамо со рамо со десктоп сервисите ги имаме на мобилниот, а во 5G очекуваме дури да бидат надминати и да нема никаква разлика помеѓу фиксниот интернет широко појасен што го користиме кога сме поврзани на фиксна мрежа и кога се движиме со нашиот том паметен телефон. Сега во 6G што ќе биде ова што кажавме во 5G, кажавме и кажа и колегите дека тоа е неминуван процес, не е прашање дали ќе се имплементира, туку кога. По моје очекување некаде 2025 би требало да имаме и кај нас таква мрежа, бидејќи се уште 4G добро работи, ако нешто добро работи, тешко се менува. Така. Придобивките тоа ќе го сетиме, а 6G би требало да воведе уште чекор понатаму кон вештачка интелигенција, кон машинско учење, кон она што веќе го има присутно во големи пребарувачи како Google, Yahoo, Cloud и така натаму системи, но со поголем интензитет. Значи јас очекувам дека натаму ќе течат тие развои, не само во пристапната, туку и во јадрената мрежа и во широко појасен интернет за сите, така да тоа кратко би го кажам. Така, ви благодарам многу, Томислав. Значи, ако добро ве разбрав, на најпрост начин, петата генерација е еден чекор напред, едно надградување на 4G и главната цел е многу повеќе да им ги олесни дигиталните процеси, ако можам да кажам на граѓаните, ќе им ја забрза и конекцијата и поврзаноста, ќе може да се поврзаат многу побрзо. И секако, се уште се работи на истражувања, за да и таа пета генерација се надгради секако со текот на времето и со текот на потребите. Мила, да кажам само. Да. Може, Мила, или повелете? Само многу кратко. Мислам само да додадам дека таа разлика помеѓу 4G и 5G е од технички аспект, меѓутоа претпоставам дека колегите знаат многу повеќе за тоа и можеби ќе сакаат да кажат нешто и во поглед на фреквенциите што се користат, меѓутоа за граѓаните, за нас, ние тоа што ќе приметиме е дека ќе има многу повеќе антени. Тоа е заради тоа што прво брановите на 5G многу тешко поминуваат низ зидови, зошто тоа е физика, исто мислам, можеби е предмет на друга дискусија. Меѓутоа тоа што ќе биде видливо освен сите овие придобивки е дека ќе имаме многу повеќе антени, ќе имаме, се разбира, некои поголеми макрокели антени, меѓутоа да речеме во секоја зграда или во Сити Мол, да речеме, ќе мора да има неколку антени и така натака. Тоа што ќе биде видливо, освен придобивките што ги спомнавме околу услугите и дигиталните сервиси. Инаку веќе и 4G веќе користат веќе 5G користи и фреквенција од 4G за сега, меѓутоа не знам за кој обсег на фреквенции се решиле во АЕК дека ќе се користи за 5G, тоа можат колегите АЕК да кажат, меѓутоа и тоа е некоја разлика која е невидлива за корисниците. Корисниците затоа ги спомнав само антените. Да. Ви благодарам, Бардел. Ова е една доста важна информација, бидејќи самите ќе бидеме свесни на тоа како физички се случува поставувањето на антените, па за да избегнеме било какво кружење на дезинформации, убаво е да продискутираме еден настан како овој.
Може ја да се надополнам. Да, повелете, Баш Васко. Варделше ја отвори темата за тоа. Да, точно е дека 5G технологијата со сите овие брзини, за разлика во однос на 4G, користи доста повисока фреквенција, во рангот од 3.5, 3.8 момент за тој, но самото тоа не возможува многу поголем пропусен опсек, баш е тоа она што е на физиката, дека со тоа се постигнуваат и сите тие брзини кои што се реално сега веќе во тема на дискусија. Фактот е исто тоа, пак е исто тоа обична физика, дека пропагацијата на сигналот на тие сите фреквенции повисоки е многу има многу помал домет и има, да речеме, ранг на една базна станица од околу 500 метра во некои поидеални услови, дури во, да речеме, што е по густо населени има ранг од некои си 300 до 350 метра. Другата, па, да кажеме, страна на сите овие повисоки фреквенции е она што вика колку што е повисока фреквенцијата, помала е антената, така да реално гледано 5G антените што работат на тие 3.x гигахерци се со некои димензии од, па да кажеме, помал звучник. Така да се поставува можноста дека тие да се постават на некој урбано опремано осветление, улично и на придружна, така да генерално факт е да дека ќе има доста поголем број на антени, али целото тоа ќе биде баш со таа намена за да се постигне континуирано покривање со непрекинат мобилен сигнал и брзини кои што ќе овозможат сето тоа, да речеме, да се доведат тие придобивки. Што можам уште дополнително на претходната дискусија да кажам во однос на разликите во однос на 4G, самата таа брзина како на нас како оператор ни возможува да кажеме многу поголем капацитет да обслужиме поголем број на корисници со задоволителна брзина по единица простор, да кажеме на некој начин, што многу ни иде во прилог во однос на урбаните средини. А дополнително како разлика што е ние како гледаме, да кажеме, еден така наречен use case, односно примена на 5G технологијата, е исто така дека поради баш овие големи брзини што може да се постигнат, можеме да кажеме дека со една базна станица во една рурална околина можеме да обезбедиме услуги како од фиксната телефонија, каде што генерално моментално сега ни е многу понепристапно за да стигнеме таму, например, со оптика, ќе ги овозможиме сите тие бенефити на општеството, односно на сите граѓани, со едноставно покривање без, да кажеме, големи градежни работи и ќе можат да го почувствуваат, да ја почувствуваат самата придобивка на широкопојасниот интернет. Уште една работа која што е, да кажеме, феномен последниве неколку години е она што е развојот на интернетот на нештата. Не знам дали сте да речеме што е во тие дискусии, моментално голем број на консултантски компании го истражуваат овој феномен и даваат предикции за тоа како ќе се движи оваа технологија понатака. Не знам дали знаете, моментално во светов има околу 10 милиарди такви уреди што работат на концептот на интернет на нештата, а предвидувањето за 2021 беа дека ќе има околу 8 милиарди. Сега сме средина на година, веќе има 10 милиарди. Предвидувањето е дека до 2025 ќе има преку 25 милиарди такви девајси, што значи дека во една секоја клетка која што ние ја користиме моментално во нашево окружување, ќе има таков девајс. Дали тоа ќе биде во нашиот фриждер, дали во нашиот шпоред, дали тоа ќе биде, да кажеме, во сите тие работи, секаде ќе го има едноставно тоа. Тоа е она главната дистинкција помеѓу 4G-то и 5G-то. Ultra low latency, она што беше кажано, односно многото малото доснење на сигналот, едноставно ќе ни овозможи паметните возила од едната страна, да кажеме, да комуницираат едни со други и да го избегнуваат сите оние можни несреќи. И веќе Тесла е еден, да речеме, што е од напредните, али не знам дали знаете исто така, например, General Motors развива автономно возило кој едноставно ќе нема волан. Така да нема да има опција да се управува со тоа возило. Сакам да кажам дека сите овие технологии, големите компании ги гледат веќе 1-2 чекор понапред за да најдат реална примена каде што може ова све да се искористи до максимално ниво. И уште една занимлива работа, што исто може да се каже дека сите овие работи во воведувањето на оваа технологија предвидува, баш од овие истиве консултантски, да речеме, компании,
дека ќе придонесат со околу до 2025 со отварање на некои си од уште 22 милиони нови работни места глобално. И уште дополнително на сите тие работи дека ќе учествуваат со не знам колку илјади милиарди, да кажеме што знам, долари во бруто домашниот приход на глобално ниво. Сакам да кажам дека има голем фокус на целата оваа работа, посебно во сите овие сегменти што сега ги кременив, а исто уште еден има нов сегмент кој што претходно да речеме со 4G технологијата не беше, да кажеме, пракса дека ќе се прави, е така наречените campus networks, односно ние мрежи што се како приватни мрежи кои што ги користат поголемите индустријски магнати во стилот на Siemens, Bosch. Едноставно тие си прават своја приватна 5G мрежа за своите индустријски капацитети, баш тоа што Бардо претходно го спомна како дека едноставно од едно централно место добива глобална негова мрежа која е приватна за потребите на индустриализацијата на на самата компанија. Така, ви благодарам. Да оставам малку на другите колеги. Да, ви благодарам, господин Васко, многу на сите овие информации што ги споделивте. Се надевам дека на публиката успеа и да ги следи поради можните прекини на интернет и секако да ги разбере или да ги протолкува доколку не се баш запознаени и не се движат баш во тие води и терминологија. Тоа што можам јас да изделам и што оделам од вашиот говор и што ми остави многу впечаток, тоа е руралната покриеност со 5G мрежата, каде што ќе им се овозможи и на потешко достапните места граѓаните секако да имаат пристап до интернет и на тој начин да се поврзаат понатаму со нивните роднини, пријатели, да остваруваат едукација дополнителна и така натаму. Понатаму новите работни места исто така што би се отварале до 2021 на глобално ниво, се надевам тоа значи и исто така и за на национално ниво кај нас. И секако уредите кои ги спомнавте, малите уреди кои што ако разбрав ќе ни го олеснат животот со тоа што на пример ќе заминеш како човек на пат, си заборавил да исклучиш фрижидер, ќе можеш од телефон, предпоставувам ова да го контролираш тоа и да ги исклучиш уредите кои ги имаш заборавено. Понатаму, бидејќи се спомна веќе 2025 година... Може јас само да дополнам нешто? Да, повелете. Ја би, значи, колегите многу стручно објаснија и навистина секако дека е тоа многу вака стручно. Јас би се обидел некако така по пластично да го објаснам сето тоа што они го кажаа. Тоа е граѓаните сигурно можеби не секако дека ќе ги осетат бенефитите од преминот од нели како што приметија од 3G во 4G, во 4G во 5G кој ќе дојде. Само би го споредил тоа што да речеме во автомобилската индустрија, тоа е кога почнувате од Golf 1, па Golf 2, па Golf 3, нели секако дека овие по нови генерации на автомобили се по технолошки напредни и во нив има многу повеќе опрема и многу повеќе услуги може да се користат во истите. Во делот на мобилна телефонија истото се случува, а тоа е нели производителот да речеме iPhone, има iPhone, почнал iPhone 5, 6, 7, 8 и сите тие уреди носеа со себе дополнителни можности да корисниците користат дополнителни апликации со кои што апликации ќе можеа да подобро да се снаоѓаат, подобро да комуницираат, повеќе работи да користат во исто време и да ги осетат сите оние бенефиции од самата технологија. Истото и ова сега што го зборуваме и што е тема на денешната конференција е тоа да нели 5G технологијата и генерацијата, тоа е значи една генерација која што ќе донесе многу бенефити односно ќе донесе многу придобивки во делот на користење на многу услуги
дополнителни услуги за разлика од претходната генерација, со сето тоа што ќе со самото тоа што ќе биде и побрзо и ќе биде и отворена можност за повеќе услуги во исто време да се користат. Самите корисници ќе можат да го приметат тоа и да направат споредба. Сега ние сите овде говориме, нели, теоретски како сето тоа би изгледало кога ќе дојде 5G, меѓутоа јас себе пробав некако да објаснам на широката популација како тоа би изгледало. Значи тоа би можеле да споредат на таков начин. Во она што го користат во моментот, а тоа највеќе нели ги користиме мобилните телефонски уреди и апарати кои што нели дури не можеме да се одделиме од нив, дури нели ни се под перница или во многу голема близина. И со самото тоа ние користиме доста услуги и порано, ако се сеќавате, користевме телефонски апарати во кои што нема никакви апликации, може само да се користат за говор и за праќање на одредена SMS порака. Така да секоја еве да заклучам, секој технолошки развој во било која сфера е неминовна. Научниците во оваа област и во други области секогаш гледаат да се оди нешто напред, да се измисли нешто подобро, се со цел граѓаните да добијат подобри услуги, да добијат побрзи услуги, да можат подобро да функционира целата околина околу нив и сите нели да ги почувствуваат придобивките од било која нова технологија, а секако и ова 5G која што треба да ја очекуваме. Така, ви благодарам. Секако нешто, Мила, јас би се надоврзал на ова директор на АЕК. Да, ако може само кратко, извинете, бидејќи сме кратки со времето, повелете. Да, имаше едно прашање овде, гледам во чет, дали 5G бара повеќе струја на уредот, па би го поврзал со следното. Не мора да значи дека 5G ќе има погусти базни станици, може да биде и поретки. Ево, јас го читав баш и националната јавната расправа во ТАЕК за доделување на радиофреквенции за 5G и националниот оперативен бродбенд план, и слободно може да поправи директорот. Гледам дека се избрани 700 МГц како една од можните фреквенции за најдобра пропагација, во која што, например, сега во 4G се користи 2,4 ГГц. Колку е повисока фреквенцијата, толку е помал дометот, односно дофрлањето на зракот. А колку е пониска фреквенцијата, толку е подалеку може да оди со една базна станица, така да ако се одбере 700 МГц, би имале одлична пропагација. Тие фреквенции се ослободени од аналогна телевизија, од GSM, 2G, 3G системи и така натаму, и уште една фреквенција која што 3,6 ГГц и која што, ево, например, ние ќе гледаме, и ако се прочитаат нештата, ние секогаш ги гледаме фреквенциите, но фреквенциите се горе-долу, тие од 4G многу ретко се остапува, ако се заговара некоја фреквенција од 26 ГГц, од 660 ГГц и така натаму, кој што, за жал, мислам дека во 6G ќе почекаат. Ти премникот се губи сигналот и така натаму. И би кажал дека секогаш споменуваме фреквенција, не ја споменуваме уште еден параметар, а тоа е јачината на електричното поле и со колкава моќност зрачиме, значи не е само еден параметар фреквенцијата. Така да порано може сме имале, погледнете колку зрачеле мобилните по 1G, дека зрачат некаде до 1 ват, а денес во 4G е 0,01 ват, значи и помалку. Што помалку подолго да трае и базната станица што помалку да троши, односно да се оптимални, затоа што велиме дека 5G ќе биде пооптимална, помалку ќе троши, поефикасно ќе работи, така да од тој аспект би сакал само тоа да го. Така, ви благодарам. Значи нема да ни се покачат сметките за струја доколку се воведе 5G. Тоа беше всушност и следното прашање. Дали имаме 5G во Македонија? Ако не,
кога се планира да се почне со покриеноста, еве во нашата држава, дали може би има веќе на Западен Балкан, во Европа? Ајде јас да почнам сега. Значи, со оглед на истражувањата и настаните кои што се случуваат, во моментот на Западен Балкан нема 5G. Во Европа Германија мислам дека беше една од државите во кои што има воведено 5G, потоа Германија, значи Британија и нешто Словенија на некои локални места. Во Македонија операторите почнаа со одредени тестирања. Минатата година, во 2020 година, двата оператора започнаа со тестирање на 5G во централното подрачје на Скопје. И Македонски Телеком и А1 оператор добија тест можност, односно тест фреквенции за тестирање на своите технички можности и сето тоа успешно заврши. Дури ние имавме како АЕК одредени мерења кои што ќе ги презентирам. Не знам дали има можност шеринг да се направи, односно да се сподели она што ние сме го тестирале. Меѓутоа тоа ќе го оставам за покасно кога ќе имаме во делот на неонизирачко зрачење како сето тоа изгледа. Така да продолжам, Македонски Телеком и А1 извршија одредени тестирања и во моментот, како што кажа и професорот Томислав, и електрофакултет исто така, само да кажа, имаше тестирање. Да, и електрофакултет имаше тестирање, точно. Во моментот АЕК распиша јавна расправа, во која што јавна расправа е во тек и на нејзе нели треба да се дадат соодветни мислења и коментари во врска со воведувањето на 5G. Дали има можност да се направи шеринг, да ви само покажам како изгледа? Да, имате пермисии на Cohost, може да направите шер скрин. Само момент да го најдам линкот и да во меѓувреме можеби би можеле да ни кажете, ја спомнавте јавната расправа. Дали може би има објавено на вебсайт на АЕК? Да, на страната, да, еве, затоа е јавно објавено. Намера за спроведување на постапка на јавен тендер со јавно наддавање на 1.6.2021 година е објавено. Сега го отворив и како да го споделам? Најдолу имате едно зелено копче што пишува Share Screen, доле на банерот, на лентата. Share Screen. Да. Кога ќе кликнете, ќе ви се појават повеќе прозорчиња и... Мислите на ова... Share Screen, да. Да. Кликате на него и кликате на кој прозорче сакате да го изберете. Дали се гледа? Почнавте веќе. Да, еве, значи, согласно член 24 и член 134 од Законот за електронски комуникации, еве го, значи, документот каде што се поставени точките кои што како сето тоа треба да изгледа. Значи, радиофреквенцијски спектар за кој што треба да се издадат одобренија за користење на радиофреквенции, она што е согласно стандардите и препораките од ITU и сите организации кои што се бават со телекомуникацијска дејност. Еве како сето тоа изгледа. Предмет на јавниот тендер се еве фреквенцијскиот опсег со она што го зборуваме, каде што се поделени во 3 дела, значи 2 пута 30 МГц во фреквентен опсег од 694 до 790, втората е 328,5 во опсег од 3400 до 3800 МГц или 3,4 до 3,8 ГГц и 800 МГц во фреквентен опсег од 24, 25 и 27 ГГц.
Бројот на одобренија исто така се поделени во 3 дела, тоа е нели на 700 МГц, на 3.x ГГц и 26 ГГц. Понатаму има одредено образложение зашто сето тоа се прави и зашто е тоа така направено. Се споменуваат, нели ќе кажам, сите можни светски и телекомуникацијски регулаторни институции. Еве ги локациите каде што треба да биде покриено во нашата држава, да, еве ги одобренијата каде треба да бидат дадени. Нели Скопје, во Скопје Илинден, Петровац, Зелениково, Стопиште и така натаму, да не ги читам сите. Значи тоа е еден обемен документ кој што може секој да го разгледа и да го види и е на нашата веб страна јавно достапен. Да, можеби ќе можете во чет да ни споделите линк за да можат сите да го разгледаат во свое време. Секако, само да видам како тоа да го направам и веднаш ќе ви го споделам линкот. Така, ви благодарам. Така да во процес е целото тоа и ќе видиме сето тоа како ќе испадне. Така. По согласно законот, ова трае, јавната расправа трае 1 месец, значи од 1.6 до 1.7 и понатаму сето тоа ќе видиме во база на интерес, самото интересирање на операторите. Аз се надевам дека сето тоа е нели дека истите се и како заинтересирани за ова. И Македонија ќе биде исто нели во очекор со Словенија, каде што Словенија веќе исто почна со воведување на 5G. Македонија ќе биде од Западен Балкан прва држава, во нели европски рамки меѓу првите кои што ќе направи такво воведување на таков исчекор. Да, таков исчекор, да. Точно така, ви благодарам. Дали можеби имате некоја рамка, некое предвидување во која година веќе ќе можеме да ги почувствуваме придобивките од 5G и на наша територија? Дали 2025? Секогаш АЕК во договор со операторите и заинтересираните страни прави одреден договор. Роковите се договараат бидејќи секој оператор и секоја компанија има одредени своји планови и ние сите тие планови нивни ги почитуваме и не правиме некоја строга рамка и викаме сега до тука, да испадне дека самиот оператор не може од одредени причини не може да бидејќи кај нив во операторите, бидејќи операторите се големи корпорации, големи компании и кај нив постојат одредени процедури и одредени активности кои што треба да се реализираат и затоа ние заедно со нив секогаш нели сме во многу добра комуникација, во многу добра релација и заедно со нив ги договараме роковите, се со цел да тие нели можат да ги исполнат, бидејќи каков е бенефитот ако нели дадеме некој рок, тоа не може да се исполни реално. Гледаме сето тоа реално да биде, се со цел, ќе кажам пак, во интерес на операторите, од друга страна индиректно и во интерес на самите корисници да добијат што подобри услуги. Јасно, така. Сега еве јас пробувам ова линкот да го шернам некако. Доколку не успеете и колегите од Метаморфозис ќе го споделат. Па мислам дека ќе го најдат бидејќи е јавно достапен. Јавно достапен одма, мислам кога ќе отворите нашата страна одма е упадливо, значи. Така. Не негде скриено некое аголче или со ситни буквички негде ставено, него одма е транспарентно, одма прво што ќе отворите на тоа се најдува бидејќи веднаш се забележува. Да, веднаш се забележува бидејќи тоа е во моментот актуелно и ние сите актуелни, нели, како и секоја институција и веб страна, тоа што е актуелно прво го става
нели на удар на корисниците Точно, за да може да го видат сите видат. заинтересирани страни. Така Така, е. ви благодарам многу. Бидејќи го имаме господин Васко Најков со нас од Македонски Телеком, можеби вие би сакале да се надоврзете ете како оператор и само да надополнам, бидејќи имаме и други прашања, кои ќе бидат предизвиците ете за операторите и крајните корисници при инсталација на мрежата? Дали можеби ќе треба да купиме и нови дигитални уреди? Дали ќе се зголемат цените за интернет услуги ако се воведе 5G? Добро. Бидејќи генерално мислам дека вака тука има тема за дискусија подолг период, ама времето ни е ограничено, ќе гледам да видам малку по-концизен. Така. Можам само да потврдам што господин Арцов кажа, дека имаме многу добра соработка со АЕК во темата на делот на, да речеме, што е на планирањето на активностите во развојот и ролаутот, така речеме, имплементацијата на 5G во нашата држава, во нашата мрежа. Генерално има во националниот бродбенд план некои очекувања, да кажеме, во кои временски рокови, во кој дел да биде, да речеме, што е начинот на покривање со 5G сигнал. Така да до 2023 има некои очекувања дека еден поголем град во Македонија ќе биде покриен со 5G сигнал. До 25-та година мислам дека треба да има некое покривање на околу 50% од популацијата. Не сум баш точно сигурен, мислам тука некаде, значи сакам да кажам дека има некои очекувања кои што треба да се исполнат и тука тие заедно еве сега ги работиме со АЕК. Така да, истото тоа што го кажа господин Арсов, ние си имаме соодветни наши интерни процедури кои што искрено да кажам, мислам заедно со Deutsche Telekom како наша мајка фирма ги работиме во делот на стратегијата за ролаут и сите тие активности се заедно согласени. Исто така, како што исто се претходно беше спомнато, ова повикот за јавната расправа е еден како дел чекор пред тендерската постапка за обезбедување на фреквентниот спектар кој е лиценциран и можеме да продолжиме ние евентуално со планирање на имплементација само откако ќе се обезбедат тие лиценци. Така да има некој дел на регулатива, а другиот дел оној што е технолошкиот дел што е на самата имплементација на модернизација на самата мрежа која што ќе поддржува 5G технологија. Така да овие сите работи се следствени, се терат едни сами по друга и тоа целото е внесено во нашава стратегија за развој на мобилните мрежи на Македонски Телеком. Дополнително, она што имаше дискусија баш тоа едно прашањето беше мислам дали ќе треба мобилни нови апарати да се направат. Секоја нова генерација на услуги, на мобилни услуги се изискува и нормално нова технолошка поддршка од аспект на уредите. Така да, моменталниот 4G телефон, ако сака да ги користи сите бенефиции, односно сите придобивки на 5G технологијата, ќе треба да биде заменет со нов. Така да, ние сите тие работи ги пратиме на глобално ниво и самите вендори, односно компании кои што произведуваат такви уреди, веќе имаат многу широка палета на такви уреди кои што во случај да можеме ние да понудиме како 5G сервисот како сервис, истото и ние ќе го понудиме преку нашата мрежа на продавници, односно за нашите корисници. Дополнително, што можам уште да кажам е дека овие исто сите уреди кои што ќе бидат ставени во употреба на 5G, се уште генерално не можеме да видиме ние каков ќе биде ефектот на, кажеме, имаше едно прашање тука во чат, го гледав, дали ќе трошат повеќе батерија или не. Самото искуство ќе покаже. Првичните, како да кажам, истражувања од сите овие воведувања на нови технологии покажуваат дека на почеток сите уреди вакви трошат некој 10 до 15% повеќе, да кажеме, батерија од претходната генерација. И најмногу е тоа заради тоа што оваа технологија се уште не е секаде многу добро распространета, има многу добро покривање и телефонот цело време бара сигнал. Сега ја малце и технички малце и луѓево да може да разберат, така да сите овие работи едноставно се поврзани едни со други, а ја можам да кажам дека тоа сега Македонски Телеком бил сервисно ориентиран према нашите корисници и дека ние не наплаќаме по технологија што се користи, туку према сервисниот пакет кој што корисникот ќе го побара. Очекувам дека следствено и нашите и моите колеги од маркетинг и од продажба ќе ги развиваат така продуктите и во еднина. Така. Ви благодарам, господин Васко, на објаснувањето и што ни дадовте одговор за овие клучни прашања кои навистина ги добивме од голем број граѓани.
Бидејќи 5G, како што дискутиравме веќе, ќе донесе и нов бизнис модел за индустриите. Затоа неговата безбедносна грижа е она што за повеќето граѓани е тема на дискусија, нешто за што многу размислуваат. Дали ќе има поголема безбедност и приватност при користење на 5G технологијата, или поточно дали 5G технологијата е безбедна, како за здравјето, за луѓето, за живиот свет, животната средина, личните податоци исто така. Дали може би некој од говорниците би сакал да продискутира на оваа тема? Повелете, Варгил. Може јас нешто да кажам, иако мислам рано е, ова е се на ниво на предпоставки, затоа што се уште не е спроведено, немаме 5G технологијата, меѓутоа и од ова што го слушнавме, тоа што брзо нема да се менува, ама техника ме поправат и од Телеком и од АЕК, дека тоа е физичката инфраструктура. Таа што ни овозможува нас да бидеме конектирани на интернет. Ние се уште ќе бидеме конектирани на интернет преку оптички кабли кои се поврзани на интернет провайдери и тие потоа се поврзани меѓу себе со уште повеќе оптички кабли. Значи, ние ќе се развие 5G инфраструктурата, меѓутоа таа да речем базична инфраструктура што стои, која полека ќе треба да се не знам дали да се замени или да се надгради, ќе остане, и тоа што значи во пракса за безбедноста, односно за приватноста, тоа што беше прашањето на Мила и на граѓаните, е дека ако на пример сте биле прислушкувани, тие податоци повторно ќе патуваат низ таа инфраструктура и повторно ќе бидете прислушкувани, онака да го банализирам. И тук тоа се уште ќе биде возможно и уште долго нема тоа да се смени, иако нивото на безбедност на протоколите на 5G се надградени да ја заштитат комуникацијата помеѓу антената 5G и нашиот уред. Тука сигурно е побезбедно. Од друга страна пак и ова е сега малку проблем, затоа што 5G технологијата нема да дојде онака баш веднаш, туку постепено, а тоа значи дека и протоколите треба да бидат компатибилни 5G со тие од 4G, 3G, па дури може би и 2G. Тоа значи дека 5G уредите сепак на некој начин ќе бидат ранливи кога ќе се користат старите мрежи. Друго, се поврзано исто така со тоа што ќе има многу почесто антени, поголеми антени, кога зборам антени, како што рече, не знам, претходно еден од говорниците, тоа не се големи антени, тоа се мали антени, како звучници или малку поголеми, кои ќе ги има секаде. Тоа значи дека ако влегуваш со мобилен апарат 5G во City Mall, еве тоа како пример каде што има луѓе гравитираат се, веднаш операторот ќе знае каде се наоѓаш. Се ова е баш, ако сакаме да ја злоупотребиме технологијата, но ја верувам дека со соодветна регулатива и со соодветни и законски и технолошки решенија ова ќе се реши. Само ова сакам да кажам во поглед на приватност. Во поглед на здравје, јас колку што знам, ниту една држава досега нема пријавено или да речеме некаков потврдено случај. Нешто ќе докаже дека нешто лошо се случува со 5G технологијата и дека лошо влијае на луѓето. Посебно што еве кај нас и АЕК и Телеком и А1 и еве и електротехнички факултет имаат направено тестови, не знам дали вклучува и влијание врз здравјето на луѓето, но не верувам, досега барем не сум слушал ниту прочитал дека, освен теорија на заговор, се разбира дека лошо влијае на здравјето на луѓето и на животната околина. Меѓутоа, за мене оваа грижа не е лоша, ниту негативна, напротив, за мене ова е многу позитивна грижа, затоа што тоа покажува дека луѓето на некој начин имаат зголемена свест и барат поголема безбедност пред да почнат да ја користат било која нова технологија, што во минатото не беше така. Така што ова е нормално, разбирливо и само ќе влијае да се подобрат стандардите и за безбедност и за животна средина на
сите технологии што ќе се користат не само 5G во иднина. Така што ќе ги направи и по-безбедни и подобри. И овој страв, сметам дека овој страв од 5G технологија или оваа технофобија произлегува и од исто од непознавањето на, како да речем, на зрачењето како физички концепт. Мислам дека тука нели па се грее телефонот, дали е тоа штетно, иако ако знаеме дури и со старите телефони, ако зборите 20-30 минути ќе се загрее тој термички ефект кој е исто и од батеријата, меѓутоа и од други причини, не предизвикува никаква штета. Може да се доврзам? Тоа само кратко, меѓутоа еве да. Да, се слагам со господин Јашари. Благодарам што го образложи. Јас решив ново прашање да се активирам, ајде. Од академска научна средина и од човек што ги предава овие технологии и од тоа што спомнавме каде се зрачењата дека се тука негде со 4G обсезите, јас само би рекол дека треба секој да си прочита извештаите од АЕК, кои јас се ќе споделам за мерењата, што се слични од нашите, ќе го споделам и линкот, и га прочита убаво колкави се границите и ќе одам на онај дел од заклучокот одма, а вие ќе ги читате детално во интерес на времето. Гледате, така? Само што се уште ево. Се гледа, да. Чи овој дел ќе одам, што вика 15% помало од максималното дозволени гранични. Ова е делот каде што е тестирано 5G тест моделот, така? Да. И ту со еден мобилен уред и една базна станица. А сега го сигналот ќе се разбие ако имаме 100 мобилни уреди. Значи ова е во најлошото, worst case сценарио. Ево што е постигнато. Да. Тоа е едно, ќе го споделам сега во чет линкот, да? Да, во чет да го има да го прочитаат веднаш. И друго би рекол да одат да прочитаат и друг еден важен документ, а тоа е од меѓународниот комисија за заштита на неионизирачко зрачење, бидејќи 5G сите мобилни уреди се во овој опсек на неионизирачко зрачење, значи не се радиоактивни и така натаму, и да го прочитаат детално, не мора во формулите да навлезат, туку во онај дел Анекс Б, каде што има истражувања, веќе некој ги направил, значи јас не сум ги правил тие истражувања, да се на светско ниво, истражувања за кои параметри станува збор, значи не само фреквенцијата, туку има и рата за апсорбција, просечна јасина електрично поле, спектрална густина и така натаму, спектрална енергија на апсорбција, која што го пишува на секој мобилен уред, и би се запрашал дали операторите и регулаторите имаат интерес да продадат некој мобилен уред кој што би ги убил луѓето и дали би имале бизнис кейс од тоа да продава мобилни кои што би ги убивал луѓето. Значи, прашањето поврзано помеѓу вирусот со 5G, опасноста околу тоа, мене мислеа како кратко кажано да во некој што верува во рамна земја, да го праша Јури Гагарин кој што тектовно слетал од Вселената, дали земјата е рамна и да го убедува дека земјата е рамна. А тој не се качил повисоко од 1000 метри, така да ние не застанувам на никога одбрана, туку би одишол во официјални документи од Светска здравствена организација и овие документи од ЕВАК каде што се испитани клинички случаи и само во заклучокот, само да го најдам, кај што кажува дека досега не е забележан ниту едно, за момент, ево, при што ова организација исто така ги променила регулативите, пишува there is no evidence of adverse health effects of experience, така значи нема забележано негативни или штетни влијанија на човековото тело од ова радиација каде што се планира да се воведе 5G од електромагнетното зрачење. Така да може да се прочита јавно документот, достапен е и ако некој самушува да кажам, сака да види има тракер за каде се е имплементирана 5G, тоа јавно достапно е, значи ролаутот ќе оди на овој линк и ќе видите каде дека во каде не е имплементирана, ќе се појават сега бројките.
Чи само малце ево каде не е имплементирана. Тука не е имплементирана. Значи Западен Балкан. Ево каде е имплементирана и по колку базни станици имаме во соседството, а каде не е имплементирана, тоа што како е економски развој може да гледате каде има најмногу и зошто таму има најмногу и во поглед мислам дека конекцијата на професорот прекина. Дали ме слушате мене? Јас ве слушам. Да, супер. Да, јас го слушам. Супер, значи конекцијата кај професорот прекина, меѓутоа кога ќе се мислам дека веќе разбравме и точно што сакаше да каже и линковите ќе ги сподели и со сите нас во чат. Значи веќе постојат светски истражувања, а и заклучоци од тестирањата кои што се направени кај нас кога се работи за 5G технологијата, така што досега нема докажано дека нема докази дека има било какви штетни влијанија врз здравјето на луѓето и на живиот свет, а секако придобивките се големи. Јас да се надоврзам на професорот, значи АЕК врши исклучително константни мерења во овој поглед, бидејќи ова е многу осетлива тема, неонизирачко зрачење и сето тоа дали влијае врз здравјето на луѓето. Она што го покажа професорот е мерења во делот кога се вршеа тестирања на базните станици од страна на операторите кога има тест период. Така. АЕК согласно законот во дел на 4G има обврска да врши редовен надзор, вореден надзор и контролен надзор во овој поглед. Значи редовен надзор се има план на реализација и мерење на базни станици по цела Македонија. Вореден надзор тоа е доколку одреден корисник има одредени собнежи во делот на мерење на параметрите на базните станици, па поднесува соодветна представка до АЕК и ние вршиме вореден надзор на одредена базна станица и нормално доколку таа се установи, односно се воспостави дека таа базна станица е надвор од параметрите кои што се дефинирани за да може да зрачи, ние упатуваме до операторот соодветни забелешки за да може истиот да во одреден период ги коригира и на крајот вршиме контролен надзор да исконтролираме дали операторот постапил по забелешките на АЕК. Јас можам со сигурност да кажам и најодговорно да тврдам дека од 96-та година па наваму од кога е воведена мобилната технологија во Македонија, досега на ниту еден оператор кој што има базни станици, значи претходно беа нели Космофон, па УАН, па ВИП, па сите заеднички кога ќе ги собереме, досега АЕК нема издадено ниту една забелешка во делот на прекумерно зрачење на одредена базна станица. Сите базни станици кои што досега сме ги мереле, тоа може и да се види на преку нашите извештаи кои ние ги објавуваме јавно на нашата веб страна, како што кажав, се е јавно и многу достапно, многу брзо може да се дојде до истите. Сите резултати кои што ние досега сме ги измериле се во рамките на нормалата, односно 10 до 100 пати испод она што е како граница на дозволено. И ниту еднаш досега не сме упатиле забелешка до операторите. До некој оператор, да. На некој оператор дека негова базна станица прекумерно, односно ги пречекорува параметрите на зрачење. Едино можам да кажам дека пречекорување има во делот на зрачење на радиостаниците, односно на овие радијата кои што зрачат во етерот на FM подрачје, за да и тоа од некои одредени комерцијални причини, затоа што тие и тоа повеќе овие локалните радиостаници од причина што да речеме ако има лиценца за само кавадарци да го покрие,
го става предавателот му е на љубаш, он ќе го пушти малце појако и ќе За да доспее до... Да, не само Кавадарци да го покрие, да ја покрие Гевгелија, неготино Велес и останати други градови, и тука ние реагираме соодветно. А во оваа технологија каде што имаме мобилна технологија, АЕК досега, ќе повторам, ниту еднаш нема издадено забелешка или нешто слично во делот на зрачење за прекорачување на неонизирачкото зрачење. Јас можам да покажам, ако сакате, имаше една представка од страна на една градинка, каде што беа извршени одредени мерења и сега ќе ви покажам она истото што и професорот значи тоа е една стандардна процедура, постапка на извештај од мерење на неонизирачко зрачење. Да, ова е од 2014, ако можам да се причам. Да, 2014 година го извадив како пример да се види дека ова е инструментот со кој што се мери, локацијски каде е тоа пред дворот на градинката, бидејќи нели таму е најосетливо, бидејќи таму учат нашите дечиња. Цел на мерењето е нели дефинирано, локацијски нам одредена мапа каде сето тоа е во градот измерено. Мерните резултати од мерењата се покажани и графички, и она што нели стандардно и на одредени графикони како сето тоа изгледа по сигнали. Така. И на крај извештајот, она што го покажа и професорот на претходниот извештај, значи тоа е, ќе кажам пак, процедура, посебно каде што има заклучок, во кој заклучок даваме што сме констатирале, а тоа е дека нема, со сигурност може да се каже дека нема прекорачување на граничните, го заклучокот од добиените резултати, може да се заклучи дека максималната изложеност на неонизирачко зрачење е помала од пропишаните гранични вредности. Така, дали може би АЕК планира, бидејќи ова е од 2014, дали може би се планираат нови мерења од овој тип? Значи, како што кажав, АЕК има во согласно законот, има редовни мерења, вонредни мерења и контролни мерења. Така. Редовните мерења се согласно планот за извршување на тие мерења и редоследот на мерења на одредени базни станици е утврден со тој план. Јасно, да. И планот мислам дека е достапен на нашата страна, може исто така да се види како, по кој редослед и каде се, на кои локации се планира да се, бидејќи се многу локации, значи не може се да се покрие, меѓутоа се избираат одредени локации каде што се осетливи, вака градинки, училишта, болници најверојатно. Болници, да. И нормално постапуваме по преставка на одредени граѓани, бидејќи, да речеме, ако одредена базна станица е поставена на некој покрив, каде што во околината живеат одредени граѓани, и визуелниот ефект е нели многу страшен ако во близина имате некој објект кој што е од вака физички голем, габаритен, и стравот од тука мислам дека доаѓа. Јасно, да. Визуелниот ефект, ние нормално како АЕК со соодветна опрема излегуваме на терен, вршиме мерења и ги даваме овие извештаи кои што, како што кажав, се достапни јавно до сите граѓани, сите корисници, до сите. Така, единствено што не ни е преведено на англиски, па да може некој од страна да направи, меѓутоа работиме и на тоа да биде преведено на повеќе јазици, за да може да се користат нашите мерења во научно-истражувачки дејности и работи. И на глобално ниво. Само би додал дека во процедура исто така во тек е изработка на научна студија во делот на неонизирачко зрачење на 4G и 5G, која што АЕК ја работи заедно со професори од Електро и професори од Словенија, така да
кога ќе завршиме со научните истражувања, каде што и јас сум вклучен и каде што јас го водам истото, ќе бидете нели поканети на промоција на самата научна студија и секој што е заинтересиран ќе може да прочита и тоа ќе биде всушност како еден научна студија од прва научна студија од ваков вид во регионот и можеме да се пофалиме дека ете и ние сме навлезени во оваа технологија со одредени научни резултати. Така, ви благодарам. Значи, бидејќи веќе исто така претходно и дискутиравме и како 5G ќе влијае на глобалната економија, нели со многу повеќе отворени работни места. Бидејќи сме при крај со времето, имаме уште 2 минути, би сакала само едно последно прашање да поставам, доколку некој би сакал да одговори. Како 5G може да влијае на човековите права? Нели, сите права што ги имаме во реалниот свет, што не се онлайн, би требало да ги имаме и онлайн во самиот во дигиталниот свет. Или дополнително на тоа, како дезинформациите кои кружат околу 5G има влијание на општеството. Нели видовме дека имаше масовни онлайн демонстрации, споделување на различни содржини. Видете, секогаш ќе има, како што напоменав, секогаш ќе има одреден страф и како што кажа професорот Томислав, тоа е и добро, за да се отвараат вакви дебати, за да се отвараат, за да се вршат и научни истражувања и да се покажуваат соодветни бројки. Затоа ние работиме интензивно како научници и како луѓе од фелата да можеме да се докажуваме и да покажуваме, меѓутоа да презентираме дека целата оваа технологија, ќе ја споменам, значи од самите почетоци до крајните, ова нема крај, секако дека ќе оди и понатаму, но до сегашните, до овој момент истражувања, ние ги презентираме, односно се презентираат и други колеги надвор од Македонија презентираат резултати. Оној што сака да прочита и оној што сака да види за што станува збор, слободно може да види, да прочита, да присуствува еве на вакви дебати и вакви конференции и вакви размена на мислења. Да, и ќе колку толку ќе научи, бидејќи и ние учиме од други колеги и презентираме, и тоа ни е нашата работа. Значи, нашата работа е тоа да влеземе во целата ова проблематика, да ја развиваме, бидејќи ако не знаеме доста доволно, нема да можеме да се вклучиме во нејзиниот развој. А ово е технологија која што се развива и која што оди напред, а ние мора интензивно да го тоа следиме. Сите тие небулози и по мене, речено, тоа е моје мислење, нали, сигурно и колегите ќе се сложат со мене, небулози за пренесување на некакви болести и на некакви недобри работи по човековото здравје, тоа го отфрлам. Согласно бројките што јас ги располагам и што сум ги читал и што еве работам на оваа научна студија и досега имам 3 научни труда објавено во делот на 5G технологија, ги отфрлам и нека излезе некој, нека еве вака се вклучи во ваква дебата и нека и презентира спротивни бројки од ова што ние го говориме сите еве заедно со колегите. Така да тоа ќе повторам го отфрлам сега за сега, а и понатаму сум убеден дека како што кажаа колегите, дека секако операторите во интерес на своите корисници нема да продадат нешто и да презентираат нешто што е штетно по нивното здравје. А наши е да ние мериме и даваме резултати и со тие резултати покажуваме, нели, бидејќи се покажува врз базата на бројки. Инаку на друг начин не можете вие
да покажете никакво истражување. Истражувањата се покажуваат врз база на одредени бројки и ние работиме на тие бројки и на тие мерења и со тоа корисниците да мислам дека можат да бидат спокојни и ги охрабрувам да ги користат сите услуги што ќе им бидат понудени од страна на операторите. Така, значи Мила, само со може нешто кратко за човековите права? Така беше прашањето за човековите права. Велете. Исто многу кратко, мислам имам некои како предлози од тоа што го зборевме за придобивките на начинот на функционирањето, за инфраструктурата, мислам дека е потребна дебата за 5G од перспективата на човековите права, која е малку поинаква дебата, и меѓутоа таа се согласувам треба да биде базирана на докази и проценки на ризика, не само паушални некои изјави. Инаку вака од прва тоа што мислам е околу заштитата на личните податоци, сметам дека институцијата која е надлежна за тоа, Дирекцијата за заштита на личните податоци, треба да спреми некакви упатства и процедури за поврзаните уреди, да ги провери техничките спецификации евентуално и да ги тестира за да се види како тие уреди кои на некој начин се затворени ги процесираат податоците и како ги споделуваат. Тоа од аспект на безбедност. После телата кои се одговорни за сајбер безбедност кај нас треба да воведат исто некакви безбедносни стандарди за сите поврзани уреди. И тоа мислам треба да биде нешто нормално, не само за 5G. Некакви туку мора да се стрикно се дефинирани, дефинирани, така да безбедноста и сигурноста се топ тема во 5G ќе продолжат да бидат, така да. Да. И евентуално веројатно ќе треба да се ревидира и законот за заштита на личните податоци, за да се гарантира безбедност и доверливост на податоците кога ќе се работи за комуникацијата на овие 5G уреди. Можеби АЕК исто така, не знам, треба да види начинот и условите по кои им се дава на производителите на уреди пристап до мрежата за да обезбедат минимум предвидени стандарди, како што рече професорот, за да самиот корисник има контрола врз уредот, затоа што многу лесно може тоа да се изгуби. Тоа се некои предизвици кои не сметам дека се страшни и не се поврзани само со 5G, туку со секоја технологија и само со само со некоја регулатива со одговорно користење и одговорно функционирање на сите институции во мандатот што го имаат сите, тоа може да се реши без никаков проблем, без да се шири непотребна технофобија и толку. Во делот на законската регулатива ние ги следиме сите активности и оно што можеме да реагираме во тој поглед е во дел на подзаконски акт кој што би можел да биде во таа насока. Законски е малку потешко тоа да се регулира во Законот за електронски комуникации, како што кажавте, не е тоа допрецизирано, односно не е дефинирано, повеќе е тоа сфера на Дирекцијата за заштита на лични податоци. Ние имаме сектор кој што е cyber security што го викаат или cyber безбедност, кој што функционира во рамките на нашата институција и работи активно на следење на сите овие технологии и заштита на корисниците колку што е можно, бидејќи тие напаѓачите и другите кои што мислат да прават одредени напади и одредени нерегуларности во делот на мрежите и ние гледаме некако да одговориме соодветно колку што ни дозволува и техниката и законот. Од друга страна можам да кажам дека и во делот на поставување на самите базни станици ние технички гледаме како сето тоа може да функционира и како да се постави. Меѓутоа локалната самоуправа е таа која што дава одобрение за градба и поставување на самата базна станица, а тука доаѓа до одредени забуни кај корисниците и граѓаните и најчесто се обраќаат до нас со намера зашто ние сме дале одобрение за поставување на одредена базна станица на одредена локација,
само да појаснам еве и за пошироката јавност дека АЕК не дава одобрение за поставување на столбови и базна станица на одредена локација, тоа операторите го решаваат со локалната самоуправа. Да, а ние од технички аспект само даваме согласност на техничките можности на самата базна станица и вршиме одредени мерења откако истата ќе биде поставена на таа локација. Така да сакав ова малку да го објаснам, бидејќи доста има жалби во таа насока и односно на погрешна адреса граѓаните се обраќаат, а ние правиме се што може за да ги заштитиме односно да им објасниме дека ова што е 4G, 5G и целата оваа технологија не е опасна по нивното здравје. Јасно, ви благодарам многу. Бидејќи веќе го пречекоривме времето, а гледам дека немаме други прашања ниту од публиката. Би сакала многу да ви се заблагодарам на сите што ја проследивте денешнава дискусија и особено благодарам на говорниците кои успеа да одделат дел од своето ценето време за да седнат тука со нас во виртуелни рамки да продискутираат на оваа тема и да ни разјаснат некои дилеми со кои што се соочувавме. Доколку сте Благодариме на поканата. Ви благодарам. Почесто да организирате вакви средби, конференции и стоиме на располагање секако. Секако, ова е само еден од низата настани во рамките на дијалози за дигиталната агенда што ги планираме. Така да, доколку сите се заинтересирани да следат настани од овој тип, ве покануваме да ги заследите профилите на социјалните медиуми на Фондација Метаморфозис и на ИЦЕДА мрежата исто така. Само мала најава, бидејќи организираме уште еден настан после овој, доколку сте заинтересирани, ве покануваме денес да го проследите вебинарот кој Метаморфозис го организира преку проектот Критинг на тема борба против говор на омраза онлайн, кој ќе биде на албански јазик со почеток од 12 часот. Може да го проследите преку Zoom, тие што се имаат најавено, или преку Facebook на страната на Критинг. Уште еднаш едно огромно благодарам за сите. Имајте убав ден и се надевам се гледаме во некоја следна прилика. Благодарам. Поздрав, чао на сите. Поздрав на сите.